Добро утро и од мене. Тука сме заедно со министерката за култура, Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добре дојдовте. Добро утро. Мене ми е многу мило што нашата соработка со Слободен печат, односно проектот ПМД, Progressive Media Development, чиј што носител е Цивил, го започнуваме токму со вас, бидејќи сме и две жени. Да. Градска МК е еден од проектите, еден од новите портали на овој проект, кој што се занимава со градот, кој што се занимава и со градот Скопје, останатите градови во државата и останати случувања. И токму затоа ми е навистина драго, бидејќи имаме теми кои што го врзуваат и не врзуваат со порталот Градска МК. Добро дојдовте уште еднаш и прво би сакала да ве прашам како патувавте од Битола после викендот во кој што беше малку турбулентно со зимските услови, дали беше патот расчистен, дали беше добро? Морам да кажам дека навистина покрај ниските температури патиштата низ државата се соодветно исчистени и сообраќајот се одвива навистина непречено. Сега да не звучи како една реклама или на најава. Меѓутоа морам да кажам дека освен она поплавне во саботата кога снегот навистина паѓаше со многу голема брзина, морам да кажам дека патиштата се во одлична состојба. Јас доаѓав со мојата кола, патиштата се во одлична состојба, нема никаква причина за загриженост, меѓутоа она што морам да го кажам, бидејќи во саботата имав можност да се придвижам на некои патишта околу Битола, сметам дека најголем број од негодувањата или најголем број од тие реакции беа предизвикани од неподготвеноста на одредени граѓани за зимските услови, покрај тоа што забраната односно задолжителноста за употреба на зимска опрема почна да важи од 15 ноември, ако не се лажам. Бевме сведоци, на социјалните медиуми видовме многу непријатни слики, како например таа фамозна слика со трите шлепери кои што се претекнуваа еден со друг во такви услови, што значи дека одржувањето на патиштата во едни такви услови и одвивањето на сообраќајот не е секогаш само до надлежните институции, кои што во огромна навистина многу брзо излегува на терен. Сепак многу голем дел од тоа каков ќе биде сообраќајот на автопатите зависи од нас како учесници во тој сообраќај. И непочитувањето на одлуките не доведуваат во таква една ситуација, каде што сообраќајот се запре заради тоа што најголем дел од учесниците во сообраќајот возат со летни гуми. Со летни гуми, неприлагоденост кон временските услови, тоа може да се случи. Во принцип, кога се добри условите, ние имаме несоодветно однесување на возачите, сведоци сме на тоа и можам да кажам во оваа ситуација среќа што немавме сериозни жртви или... За жал, морам да констатирам дека учесниците во сообраќајот ја носат најголемата одговорност за тоа каков ќе биде сообраќајот. Знаеме дека МВР со своите институции активно и на терен во однос да се санкционираат таквите однесувања, меѓутоа сепак не можеме да живееме секогаш дека некој друг ќе ни ја поправи грешката, мора навистина да бидеме свесни. Јас бев запрепастена од оние слики што ги видовме на социјалните медиуми за тоа кој како се однесува во однос на тие услови што беа особено многу актуелни во саботата во попладневните часови. Вие бевте во Битола, меѓутоа не само приватно, туку бевте и службено, заедно со уште двајца колеги и двајца министри. Дел беше проект кој што е посочен, односно наменет за културата. Често слушаме забелешки, особено од опозицијската ВМРО ДПМН, дека централната власт не им помага на општините. Која е вашето мислење и каква е реалноста всушност? Дали помага централната власт или не помага на општините? Најпрво морам да кажам дека денот односно саботата во Битола ја поминавме заедно со министерот Спасовски и министерот Николовски, каде што имавме средби со одредени целни групи. Како например јас имав средби со неколку корисници на средства преку годишниот конкурс за Министерство за култура. Министерот Спасовски исто така најави од она што е досега вложено од областа на безбедноста на подачјето на град Битола. Посетивме и една многу успешна приказна, сакам да кажам, преку ИПАРТ програмата. Меѓутоа,
тоа дека градоначалниците на ВМРО ДПМН се жалат на централната власт е само изговор за нивната безидејност, нивното неработење и за тоа што не може да се пофалат со некој нивен суштински проект. Морам да кажам дека и да напоменам дека градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз оставија консолидирани општини, оставија консолидирани општински буџети, што само ги стави 10 чекори плюс, 10 чекори напред градоначалниците на ВМРО ДПМН, за разлика од она што ние го начекавме во 2017 година. Еве јас ќе кажам еден пример за мојата општина, општина Битола. Во 2017 година беше блокирана општина. Имаше училишта со блокирани сметки, градинки со блокирани сметки и во навистина кои што делуваа во услови кои што беа испод секое ниво на образовни институции. Имаше јавни предпријатија кои што нема зголемени плати повеќе од 20 години. Имаше јавни предпријатија кои што беа со блокирани сметки и сето тоа го успеавме да го направиме во само 2 години локална самоуправа. Со тоа што продолжија се зголемуваат платите, продолжија се зголемуваат вложувањата во инфраструктурата, дали во образование или во предучилишно образование, сеедно. И секоја година, до пред 2 години, се зголемуваа платите на вработените, особено во јавните предпријатија. Формиравме и ново јавно предпријатие за паркинг, но она што го видовме последните 2 години беше зголемување на сметките на граѓаните. Тоа е во општина Битола, во општина Охрид. Имаше некои турбуленции во Советот, мислам дека блокирање на некои... Кога правите ребаланс за да платите партиски вработувања, се разбира дека ќе има турбуленции во Советот, бидејќи таа коалиција која што беше направена на самиот почеток во општина Битола, се увиде дека не може да функционира, бидејќи едни од учесниците во таа коалиција не сакаат да минуваат партиски вработувања, а и понатаму да биде општината блокирана и општината да ги доработува проектите од претходната локална самоуправа, а да нема слух за ниту еден проект кој што го ветиле во самата предизборна програма. И мислам дека еден од тригерите беше стационарот за бездомните куќиња, кој што навистина представува сериозен проблем, а по она што можам да го забележам, тоа не е само во општина Битола, туку и во многу други градови низ државата. И токму затоа таа коалиција реши да се разиде, така да кажам, на еден начин, да почне да делува само и само во доброто на граѓаните. И токму затоа во општина Битола ситуацијата со Советот е таква каква што е, затоа што и со ребалансот, со последната пресвела, така да кажам, кога сите општини добија средства од централниот буџет, морам да кажам дека општина Битола е една од најголемите корисници на средства од државниот буџет. Повторно настана кавга, бидејќи имаше намера тие средства да се префрлат во некакви други вработувања. Она што можам да кажам е дека средствата за култура во многу мал дел од општините се исплатени на своите корисници. Еден од позитивните примери е општина Крива Паланка, каде што имаме рекорден број на вложувања од областа на култура, и го имаме град Скопје каде што уште не се исплатени средствата на корисниците кои што се пријавиле на огласот за да користат средства за областа култура. Имаше и некои турбуленции така во општина Битола каде што не беа исплатени она што им беше дозволено преку општина Битола. Така да она што го видовме последните 2 години на градоначалниците кои што се жалат од централната власт, а кои што забораваат дека централната власт не престана да инвестира во локалните самоуправи, меѓу нив и Министерството за култура. Видовме дека, слушаме дека се случиле некои екзотични патувања на сред ноември или на крајот на октомври. Слушнавме, односно јас како министерка за култура бев сведок дека кога ние се боревме како министерство и со сите институции како влада со задржување на статусот на УНЕСКО, општина Охрид носеше одлуки со кои што се косеа со сите начела на УНЕСКО, што значи добробит, со дивоградбите, така тие носеа некои одлуки каде што го менуваа националниот интерес, што е национален интерес, што е јавен интерес за општина Охрид, за да можат по само 10 дена од носење на таа одлука да објават повик со кој што ќе издадат одредени плажи, повторно ќе одат спротивно на она што се препораките од УНЕСКО, така да во овие 2 години централната власт и тоа како вложуваше во сите општини без разлика дали градоначалникот е од позиција или од опозиција, политички гледано, но она што го видовме пак како фидбек од градоначалниците е дека тие
постојано зголемуваат цени на комунални услуги, цени на паркинг, зголемуваат цени на го зголемуваат тие беа тие што всушност влијае на зголемување на животниот стандард на граѓаните, така да во ниту еден момент не престана вложувањето од централната власт. Јас само на крај би напоменала дека ние како Министерство за култура вложивме преку ставката капитални дотации до единици на локална самоуправа повеќе од 40 милиони денари само оваа година и таа ставка останува непроменета за наредна година. Меѓу корисниците беше општина Крушево, општина Валандово, општина Кратово, а за наредна година исто така имаме и голем интерес од сите општини да аплицираат на таа ставка. Исто така, запознаени сме во општеството, нели постојано сите се жалат на прениските плати. Сега рековте дека има доста дотации и во другите градови кои што се од културата, но некако културните работници како постојано да се незадоволни од платите, иако имавте скоро и табели според кои што видовме конкретно чија плата колкава е. Сега не сакам да звучам дека сме против повисоки плати, меѓутоа кога ни е толку буџетот и такви ни се платите во општеството, мислам дека нивните плати спаѓаат во посолидните, но во што е проблемот? Зошто постојано се жалат? Најпрво морам да кажам дека ми е мило дека културните работници после 12 години молчење со ниски плати сега се веќе доволно гласни за да кажат што нешто тие го работат, со што ја заработуваат својата плата, бидејќи нивниот колективен договор е придобивка на оваа власт. Тој колективен договор е потпишан во 2019 година и еден од подобрите колективни договори во регионот, морам да напоменам. Тој позитивен пример го превзеде и Министерството за култура на Црна Гора пред извесен период. Исто така имам информација дека други земји од регионот го разведуваат тој колективен договор, затоа што имавме ситуации каде што доктори на наука дали беа поднос по етнологија, по етнокореологија, по археолози, конзерватори, многу долги години, повеќе од 20 години заработуваа плата која што беше под секој ниво на образование што тие го имаат. Морам да кажам дека ова не е последно зголемување на платите во култура, бидејќи, како што кажав, нивниот колективен договор им овозможува со покачување на секоја минимална плата, нивната плата да се зголемува. Бидејќи тие представуваат веќе амбасадори, наши промотори и во државата и надвор од државата. Јас се залагам и како министерка и министерството што јас го предводам, тие плати никогаш да не бидат доведени под знак прашалник. Она што нешто настана во како една реторика во јавноста дека некој сака да им го руши колективниот договор или дека некој е против тој колективен договор, напротив, со секој нареден буџет прво што се обезбедува се нивните плати и зголемувањето кое што проектираното зголемување кое што би им следувало. Оно што беше доста актуелно во текот на месец септември е затоа што на сила стапи општиот колективен договор кој што го потпишавме прв пат после 15 години. Државата има општ колективен договор за цела јавна администрација и државна администрација, а бидејќи во тој колективен договор кој што тие го потпишаа во 2019 година има еден дел од јавна и државна администрација, во септември мораше да изработиме нови решенија, каде што ќе стоеше дека сега ова покачување на цел културен сектор се прави согласно општиот колективен договор. И токму затоа беа тие тогаш превирања, каде што требаше само добро да им се објасни и не само на припадниците на синдикатот, туку и на цела јавност, дека тоа зголемување во септември е според општиот колективен договор, а тоа е многу засебен договор, за разлика од нивото колективно договарање. И токму затоа беа тогаш тие турбуленции, ние моравме да издадеме нови решенија, затоа што се работеше за нов износ на плата зголемена согласно општиот колективен договор и морам да напоменам дека прв пат сектор култура доби исплата на регрес за годишен одмор, односно К15. Така низ некои неформални разговори со вработени во моето министерство или во културни установи се присетија дека последниот регрес за годишен одмор бил некаде 2004 или 5, ако не се лажам. Во повеќето државни институции, но не може да се сетат дали тоа беше во пари или како што беше во образование и во продукти. Да.
Рековте дека културните работници се амбасадори. За жал, некако извесен период сме сведоци на еден конфликт меѓу еден наш амбасадор Милчо Манчевски и Агенцијата за филм. Министерството за култура изврши инспекција во Агенцијата за филм, но некако тоа има судски процес, предпоставувам, кој што си тече, но скоро прочитавме дека вие сте заземале страна. Односно сте зазеле страната на режисерот Милчо Манчевски. Кој е вашиот коментар по ова прашање? Во принцип, такви портали каде што може да се најде секаква информација, проверена или непроверена, никогаш не сакам да коментирам, меѓутоа тоа беше навистина еден вид на, според мене, еден можеби обид за влијање врз било каков наод. Никогаш не сум завзела страна во било кој конфликт, не само дали тоа се работи за агенција за филм или во некоја културна установа или каде да е. И тоа е многу погрешен впечаток. Затоа што јас како министер и како Министерство за култура имам должност да ги следам законите, а Агенција за филм представува една придружна членка во Министерството за култура, иако е владина агенција, каде што законите кои што ги регулира работата за Агенција за филм се под надлежност на Министерството за култура. Без разлика дали се работело за барање од информација за јавен карактер во конкретно во оваа ситуација каде што имаме две завојувани страни кои што јас имам впечаток дека сакаат само некој да се вмеша па да видиме кој на која страна е. Дали тоа се работи за проследување информација од јавен карактер? Дали се работи за барање за инспекција и значи во двете страни, тоа не било никогаш еднонасочно да биде само кон одредени продукцијски куќи или кон одредени режисери, секогаш сме постапувале согласно закон. Јас никогаш нема да си дозволам било каква разрешница и било каков процес да го закочам и тоа да седи во фиока. Напротив, секогаш сме биле отворени за давање за информации. Ако не се лажам, од 2017 навака дури сите конкурси се објавувани јавно на страната на Министерство за култура, сите записници, програмите на директорите на кога при нивниот избор ги објавуваме, така да многу е погрешен тој впечаток дека Министерката за култура има фатено некоја страна. Во оваа кавга Министерката за култура само ги спроведува законите и се она што треба да се направи за да се дојде до некаква разрешница, јас тоа ќе го направам преку механизмите нормално во Министерство за култура и водена само од законито работење и на Министерството, и на Агенција за филм, и на Управата заштита на културно наследство, односно сите закони кои што се под надлежност на инспекцијскиот дел во Министерство за култура. Сега веќе кога ги спомнавте законите, да ве прашам докаде е законот за македонски јазик и законот за игри за среќа, кој што е многу значаен, бидејќи дел од сумите треба да се инвестираат во културното наследство. А апропо тоа и да ве прашам, бидејќи минатата година нели започна реставрација на училиштето Димитар Влахов, нели треба да стане во Љубојно треба да стане центар за македонски јазик, така да некако тие се работи поврзани, а знаеме дека се блокирани во собранието. Има ли некакво придвижување? Законот за употреба на македонски јазик, кој што морам да кажам дека се работи за еден целосно нов текст, затоа што претходниот не беше променет од 1998 година, се наоѓа во собрание. Таму имавме еден одреден период каде што веќе треба да помине второто читање, односно амандманската расправа. Имавме еден одреден застој, дали тоа беше заради носење на некои други закони, некои други процеси во собрание, не би сакала да шпекулирам, но се надевам дека за многу брзо време претседателот ќе закаже Комисијата за култура, каде што ќе преминеме на второ читање на законот. Имавме јавна дебата која што помина одлично. Имавме неколку неформални средби со цела Собраниска комисија за култура, каде што заедно изработивме некои амандмани за номотехничко подобрување на текстот. Но се уште јас ургирав неколку пати до претседателот на Комисијата за култура, чекаме да ја закажи. Се надевам дека во најбрзо време тоа ќе го направи, бидејќи зборуваме за состојби во законот кои што воопшто не соодесуваат со состојбите од оние што биле во 1998 година. Јас сум уште оптимист дека и тој закон и закон за државни награди ќе можеме да влеземе во материјална расправа, затоа што за закон за државни награди пак воведуваме две нови награди, Блаже Коневски и Ремзи Несими. Многу позитивно бев изненадена од иницијативата на пратениците од предводена пратеничката група, односно на Социјалдемократскиот сојуз, за измените на законот за игри на среќа. Во Министерство за култура
имаме навистина се соочуваме со еден голем одлив на културни работници, одредени професии кои што одамна веќе имаме проблеми со нивно запишување на факултетите, така да не можеме веќе да исцрпиме ниту од факултетите, и ова е еден добар поттик за ваквиот начин на стипендирање на дефицитарни кадри, со тоа што тоа ќе биде уредено на еден начин меѓу Министерство за култура, Министерство за образование и културните установи, со тоа што преку овој закон, преку овој фонд што ќе се влечат пари од игрите на среќа, ќе се стипендираат одреден број на студенти, каде што навистина ќе се утврди дека има страшно голем дефицит, а ние веќе ги алармиравме таквите струки, се 8 на број. Со тоа што после тие од прва година на факултет на запишување, тие студенти ќе имаат можност да знаат во која институција ќе работат и дури нивната практична настава да ја изведуваат во тие установи, со тоа што веќе ќе им биде понатаму загарантирано вработувањето во тие културни установи. Ако ви кажам дека во музеј на Република Северна Македонија се преостанати двајца конзерватори, а знаеме дека музеј на Република Северна Македонија е матична институција не само за музејска дејност, туку за негување на културата, на идентитетот и на каде што се пресликани сите процеси, тоа е навистина алармантно. Затоа што морам да напоменам дека во последните 15 години не се обрнало внимание на вработување на стручен кадар, особено во областа на заштита на културно наследство. И тоа беше вториот мотив со измените на овој закон да побараме и дополнителен фонд за заштита на културно наследство. Затоа што изобилуваме со културно наследство, кое што треба да се одржува, треба да се реконструира, треба да доживее тековно одржување и треба понатаму да смислиме како тоа да биде и на начин поодржливо. Затоа, кога го припремавме ова законско изменување, сакавме да обрнеме внимание на двата аспекти, а тоа и на човечкиот кадар, значи да поттикнеме и студенти да се запишат на овие насови како археологија, историја на уметност, етнологија и така натаму, со тоа што сега навистина платите се многу солидни, не се тие од пред 20 години, и ќе им дадеме до знаење дека и ќе имате со што да работите. Затоа што на овој начин тој фонд за заштита на културно наследство веќе се гарантира на еден начин и веќе ќе имате фонд со што да работите, ќе бидете непречени во својата работа и ќе ги поттикнеме повторно да ја вратиме на маса да ги вратиме на маса овие професии како навистина атрактивни, затоа што тие се многу повеќе од професии. Зборуваме за заштита на културно наследство, на историја, на идентитет, на културни знаменитости, културни разноликости и културна уникатност. Само кратко, за училиштето Димитар Влахов. Да, се извинам, училиштето Димитар Влахов. Мијатата година, односно оваа година, целосно го завршивме идејното решение за Центар за промоција на македонски јазик. Преку информација на влада и преку новиот буџет за 2024 година обезбедивме околу 33 милиони денари кои што ќе бидат распоредени во 2 години, во 24 и во 25 повторно, за да загарантираме дека во овие 2 години целосно ќе се заврши реконструкцијата и опремувањето на училиштето. Тоа е второ училиште во државата каде се одржал првиот час во македонски јазик. Мене ми е многу драго дека наидовме на слух од сите колеги мои во владата, за да можеме да загарантираме дека во 2 години овој проект ќе биде завршен, дека нема да треба да зависи секоја година од буџетот. Кога сме кај реконструкцијата на објекти, морам да прашам, значи, бидејќи сепак градска МК се бави со таа тема, што се случува со универзална сала? Дали имате некаков напредок во преговорите? Од тоа што знаеме дека досега документите не беа подпишани, па имаше недостатоци, па потоа се измеша и некои работи, односно се вмеша, мислам дека и многу политика, да бидејќи го слушнавме Мицковски како изјавува дека проектите за модерно Скопје не се на Арсовска, туку се заеднички проекти, па потоа и некои коалиции се измеша, па сега ова би било едно малку пошироко прашање и универзалната сала и политиката, што кој е вашиот став и кој е уствари реалната состојба? Ако програмата Модерно Скопје значеше дека универзална сала 2 години ќе стои непокриена, незаштитена и дека 2 години
ќе стои нереконструирана, а добро го осеќаме остатокот на универзална сала, тогаш тоа е добра увертира во што е она што ВМРО ДПМН ќе го понуди за следните избори. Кратко би кажала само за универзална сала, а универзална сала е се уште под владение на град Скопје, затоа што она одлука што се донесе на седница на градот Скопје, на Совет на град Скопје, се извинувам, пред повеќе од 2,5 месеци, дека се пренесува правото за реконструкција на Министерство за култура до завршување на реконструкцијата и потоа повторно ќе се врати на градот. Се уште немавме добиено никаков допис. Откако ургиравме неколку пати, не беше воопшто повторно не добивавме никаков сигнал, откако ја алармиравме во јавноста дека се уште универзална сала е на град Скопје, имаше некој напредок пред 2 недели, каде што повторно имаше денобит малку тој процес да се забави, се воведуваше трипартитен договор, се воведуваа некои други барања кои што одскокнуваа од одлуката за која што беше донесена на Совет на град Скопје. Јас инсистирав и тогаш, инсистирам и денес, да се почитува одлуката донесена на седницата на град Скопје, а тоа е да се пренесе реконструкцијата на Министерство за култура со сите обврски кои што произлегуваат од тоа. Свесни сме веќе сега дека скоро сме на прагот на декември. Не сакам да помислам дека цело ова кочење беше токму ова, да се стигне во еден период на предизборие, да се стигне во еден период каде што ќе ни треба само малку повеќе сила, еве така да кажам, за да влеземе во некои работи во однос на универзална сала, не заради од некои други поводи, туку универзална сала имавме извештај во јуни месец оваа година каде што вели дека заради тоа што е отскриена и не е ни заштитена, веќе тлото почнува полека да пропаѓа. Она што е случај со некои други објекти кои што се отворени многу долго време и не се е пристапило кон реконструкција. Така да се надевам дека град Скопје ќе прифати она што ние им го пративме, дека сакаме да се испочитува одлуката донесена на Совет, дека не ги сакаме ниту една од варијантите кои што беа понудени со воведување на трета страна и така натаму, затоа што град Скопје ги има парите на наменска сметка. Што значи град Скопје ги има парите, го има проектот, тој е доставен во град Скопје со целосна документација која побарале од самиот изработувач на тој проект. Што значи дека ако тие сакаа, нема потреба да воведуваат трета страна. Меѓутоа имаме одлука на Совет на град Скопје, бараме таа одлука да биде испочитувана во најкраток можен период, за да можеме понатаму, бидејќи треба да ја предадат после документацијата, да не ги одолго влекуваме процесите, кои што не би требало да бидат политички мотивирани, не би требало да зависат од предизборие, па сега ајде ќе го закочиме дека е предизборие или така натаму. Мислите, извинете, мора да ја направиме универзална. Мислите дека е можно Мицковски да направи нова коалиција со Арсовска, пошто ете малку бевме изненадени од најавата за коалиција со Левица? Па добро. Мицковски навечер дава изјави дека сака да коалицира со Левица, ништо повеќе не би требало да не изненади, а преку ден неговите пратеници во собранието држат пресконференции каде што Левица споредуваат со Хамас, со најголемото зло. Така да ништо не треба да ни изненади веќе од Мицковски. Мицковски и ВМРО ДПМН само сака да дојдат на власт. Ние веднаш го поминавме како влада и како парламентарен состав, кога беше францускиот предлог активен, кога тој упорно велеше дека нема да гласа за францускиот предлог под ниту еден услов, а на меѓународната заедница на сите средби велеше се ќе изгласам само да дојдам на власт. Неговите градоначалници ги слушав сега на некои нивни трибини по некои портали, читав дека имале многу голем проблем со централната власт, ама не кажуваат дека имат проблеми внатре во самата партија, не може да се договорат како да ги поделат партиските вработувања, како да ги поделат парите. Сме сведоци каде што кучат европски проекти и мајки во предвид дека се кучат европски проекти од страна на ВМРО-вските градоначалници, значи дека Мицковски повторно сака да се постави на едно ниво како диктатор и сам диктира со кој ќе се коалицира, дава изјави спротивно на партиските ставови што ги носат валјда на некои од нивните тела и можеби затоа му одговара таквата коалиција со Левица. Го знаеме кој однесувањето, го видовме кој однесувањето на Левица во парламентот.
го видовме кој однесувањето сега бевме сите сведоци, мислам дека тоа нема ни потреба се коментира каков беше односот кон подпредседател на собрание или председател на собрание. Пратениците на ВМРО ДПМН ги обвинуваат левица дека коалицираат со Талат Џафери, односно со ДУИ. Па не сакаат да одат со нив, бидејќи се против оваа влада и сите учесници во оваа влада. По неколку часа разлика Мицковски излегува и вели дека со секој ќе седне на маса, што значи дека ниту има за цел да продолжи со процесите за кои што цела светска и меѓународна јавност и европска јавност кажува дека треба да ги продолжиме, а тоа е полноправно членство во Европската унија, дека треба да продолжиме да сме фактор на стабилизација бидејќи сме НАТО земја членка, дека треба да продолжиме со консолидирање на буџетот, да излеземе од тие состојби што ги имавме поради ковид, поради енергетска криза. Повторно го читаме дека ветува некои ад-хок решенија, како вчера што имаше некој решение за даноци. Тоа нас сите не потсеќано на време на Груевски, каде што одевме со брзи решенија, каде што имавме инвеститори кои што ги бараше цела меѓународна јавност со потерница, така да сум уверена дека и на овие избори повторно ќе се соочиме со се она што тие го имаат како замислено, само да дојдат на власт и после нив ќе биде потоп и ќе се соочиме со опција која што навистина ќе представува продолжување на европскиот пат со се она што се случи во овие последни години, кога докажавме дека и покрај една светска криза, и енергетска криза, и прехранбена криза, и безбедносна криза, успеавме и да ги зголемиме платите, и да ги зголемиме пензиите, успеавме да субвенционираме струја за сите граѓани во време на една енергетска криза, да ги ставиме во капацитет сите енергетски капацитети на државата. Истото тоа го прочитав дека ВМРО ДПМН која ќе дојде на власт ќе се обиде 50% од струјата да биде од домашно производство. Изгледа не прочитал што се случуваше во време на енергетската криза во Република Северна Македонија, затоа што ВМРО ДПМН ниту еднаш не се обиде да направи ниту јавна набавка за ремонт на еден од блоковите во Рек Битола, ама сега се многу гласни да зборуваат за состојбите во Рек Битола, некако забораваат што оставија таму. Така да не би ме изненадила ниту една коалиција која што се заснова на диктаторство, на безредие, на стварање на паника. Се сеќаваме дека ние после францускиот предлог не требаше да зборуваме повеќе на македонски. Се сеќаваме на однесувањето на ВМРО ДПМН во собранието, Па ние зборуваме македонци, сме македонци. Ние никогаш нашата култура и јазик не биле ставени под знак прашалник, освен од нив. Јас никаде не сум доживела некој да ме праша на кој јазик зборувам. Сите знаат дека зборувам на македонски, дека сум македонка, знаат од која држава доаѓам. Никогаш нашата историја и култура и јазик, идентитет никој не ни ја оспорил. Од тоа најдобро го покажавме во областа култура. Имаме страшно добри соработки на полето на култура со Република Бугарија, со Република Грција, со Република Србија, со Република Албанија. Никогаш во ниту еден момент ние не сме оспорени и затоа тоа оспорување остана само заради пустата желба на Мицковски да дојде на власт. Па сега, бидејќи сме во предизборие, мислам дека сите овие реторики дополнително и ќе се зголемуваат. Ќе трае тој процес, предпоставам, неколку месеци. Да, но сепак се надевам дека и сум уверена дека нивото на граѓаните е на многу високо ниво и дека таквата реторика ќе биде препознаена токму заради тоа. Само како политичка пропаганда, бидејќи гледаме дека на лице место апсолутно не е такво расположението и не се такви процесите. Јас ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Може би имав многу прашања, но остана уште неколку кои што ќе ги разговараме во некоја наредна прилика. Имајте убав ден. И вие, министерки, и сите вие пред малите екрани и се гледаме во следната прилика.